Пуштете се на Инстаграм, видете дали е све у реду. Океј. Добро вечер, драги луѓе. Добро дојдовте. Само секунда ова Инстаграмот. Ајде. Како што ви ветив, пред веќе 2 дена веќе зборам за ова, дека вечерва ќе се гледаме лајвче уште еднаш и ќе се дружиме прилика саат време. Ви ветив нешто многу интересно за вечерва. Сега пред да почнеме на старт, кажете ми околу музичево. Знам дека ви се свиѓа, тоа не ве прашувам, а и да не ви се свиѓа. Пази. Колку добра песна. Eno Sunshine When She's Gone. Што би рекол Тошо Малерот, што цуријам заглавено на песнава. Фати една поводи 5-6 години, фати друга поводи 5-6 години. Партали. Дали ви окей музичево, да не е гласно, само тоа ме интересира. Пишете ми, само тоа го чекам од вас и почињаме. Дали е гласно музичето? Да намалам? Михајло вика да намалиме. А Михајло е влав, нормално, за него, он, пошто е влав, он и стално да се уштеди, па макар било и на тон да се уштеди малце. Океј. Сега, жена ми се појави на Инстаграм, здраво маче. Намали музика, добро. Уште да намалам, се окей, ја мислам, така? Добро. Поздрав од Охрид, поздрав дечки. Другари, вечерва малци имаме джесче, да, обавезно. Вечерва дневната малци амбиентов ни е надополнет. Значи имаме банерче, имаме круасани, антикот е тука. Ќе ви покажам колку сега почна наш. Имаше луѓе ми викаат, добро ти дали го пиеш sa антикот, стварно ова она. Братче, знаеш колку остана од антикот? Сега жена ми гледа, го јадам ради ова, али нема везе. Еве што е останато од антикот, брат. Ево го антикот, да видите дека антик, ево. Видиш што е остана добро. Нема. Нема. Чекай малце вака ќе направиме. Мене ми е тивко малце. Ке си ја пуштам ја за мене, ќе го далечам на вас. Ево вака. Како што гледате, како што ви кажав, имаме банерче. Станува збор за дневни новости, не знам дали се чита, но тој е у принцип еден портал кој што ме поддржува од сам старт кога се почна порталов, така некако ме поддржаа многу силно дечките и на моје инсистирање се тука вечерва. Сакам еден специјален поздрав до нив. Фала им што постојано за секој видео пишуваат, за секој интересна работа, све што треба да се испромовира се тука, така што на моје инсистирање се вечерва овде. Меѓу другото ви кажав, имаме круасани бустов, тоа ќе си мезиме денеска, но тука се и лешниците, нели? Тоа е стандард, нели? Ќе си пиеме пелинковац, ви ветив една многу интересна тема за денес, но до тоа ќе дојдеме. Сега, за старт, сакам да изразам една голема благодарност до сите вас кои што ми пративте, се зборам за ова што се деси на 26-ти. За сите вас кои што ми пративте пораки после тоа тие 2-3 дена, особено вечерта добив многу пораки со позитивна енергија, со како да ви кажам, со поддршка, као боки тоа што се деси, на секој може да му се деси. Битно е дека добро си предовме. Добро што на брзина изреагиравме, така како што изреагиравме. Поздрав до Давид, знам дека е тука. Давид Блек, чија идеја беше да се пребациме одма на YouTube, не заради друго, затоа што знам дека 250 луѓе се спрема вечерта да гледаат стендапче и ќе беше греф на тоа мезе, на тоа пиење и на таа собиранка по дома да не се појавиме. Така што фала многу за сите тие пораки што ми ги пративте. И до оние кои што не ми прати, а тоа го помислија, така што исто кога да сте ми пратиле. Сега уште две работи сакам да ви кажам на старт. Тоа е дека стримавме и на 30-ти, го дадовме тоа шоу фри за сите оние што си купија карти. Продукција Стендап Македонија им даде 2 линка на мејл, директно им пративме на сите. На 250 души им пративме мејлови, се добија 2 представи за трајно користење и нивно трајно задоволство. Умеѓу време стримавме и на 30-ти, каде што имавме околу 200, 193 беа прикачени на zlatazap.mk, немавме никаква фрка, а умеѓу време стрима и колеги од Србија, значи 3 цури стрима во иста вечер настапуваат 3 колешки од Србија и Срđan Omlan исто така колега од Србија
кој што стримаше и каде што се реално ние продававме повеќе карти, тоа е факт. Али имаше меѓу 100 и 150 души и таму, така што сакам да ви кажам дека тоа што се деси и не беше вина на Златен Зап, туку беше вина на тој што им го дал хостот или тоа како и да се вика, мање битно. Она што е најбитно е дека сега сме на друго место и нормално ако правиме нешто пак веќе е докажано дека сме безбедни. Значи далеко е зима, до април мај сигурно ќе не мучат со коронава, така што сигурно нема да може да настапуваме и веројатно тоа ќе ни биде едини начин да се дружиме, зборам како стендап интеракција. Сега, награди од Бадел. Тука имаме еден лист каде што избравме 10 добитници. Зборам, добив едно 40 пораки од двата стрима вкупно, на 26 и на 30. Од тие 40 пораки, кај што нели беше идејата да се сликате со мене додека ја настапувам и да ми ги пратите тие слики у инбокс. Избравме 10 души и сега ќе ги прочитам. Ако се тука, нека се јават у инбокс, дали сега, дали вечер, дали утре, мање битно да се јават. Им спремивме едни пакетчиња убави такви, зборам зимски пакетчиња, значи ракавици, шалчиња, капчиња, маички, антик, нешто, ќе видат интересни се. Сега ќе ги читам, слушате се внимателно. Ирена Нојкова. Јавете се у инбокс кај мене, дали Инстаграм, дали Фейсбук, не е битно. Владимир Димовски, Петранка Лазарова, Дамјан Бојковски, Вања Премческа, Стефан Бурнески, Ристе Кајсаров, Јаков Ѓоргиовски, Тања Јовановска и Атанас Лазаровски. Или Јованчевски, Јовановски. Атанас Лазаровски. Другари, ве чекам. Ке ви ги пуштиме, ке си ги добиете и тоа е тоа. Никој не се сликаше. Оваа пијачка си ја пијам ја. Време е да отвориме сега, шикаме официлајно. Да отвориме, чекај ја чашата тука. Вака, сега видите. Толку ми остана, луѓе. Толку ми остана, сега жени ми кој ќе го види. Види, на Инстаграм. Кога успеа да го мамнеш Пелинковец? Одма, брат, одма, значи, тоа е, како ти кажам. Не да почека 15 минути да почнеме со лајвов да му, мајка. Катастрофа. Друга работа на старт околу наградиве. Исто така, тука ни се круасани Бусто. Ке си мезнам и од нив у текот на стримот. Значи, доделуваме на 5 души. Пази сега, 5 души по 20 комада. Значи 20 круасанчиња. Ево ги. Круасанчиња. Има различни вкусови. Со кремче, со банана кремче, со кајсија, со... Така со кајсија беше. Така што ќе ви дадеме 20 комада на 5 души. Што треба да направите? Тие што сте на Facebook, сега тука гледам, тие што сте на Facebook, шернете го стримчево, нека биде паблик, тагнете ме мене или фан страната, не е битно, битно да може да го видам. Значи шернете го стримов да можеме да го видиме, да е паблик и ќе влезете во игра за овие 20 комада. А вие што сте на Инстаграм, рандом изберете си некое... Слушай го. Рандом изберете си некое видео од моите видеа што се на профил, ставите ги на стори и тагнете ме да можам тоа да го видам и ќе учествувате у награднава игра. Почињаме, дечки. Профи. Без не фаќате врски сега, значи награда за Прилеп. Иле, Велјановски, ами не фаќајте врски сега одма, што е работа, море? Ај малу, одма со врски, протекции. Сега, така. Океј, исто така со нас и да не го заборавам ресторант Джино. Ресторант Джино е со нас. Ресторант Джино учествуваше во една многу интересна и племенита ствар што ја правевме прошла година кога можеме да настапуваме. Имавме еден проект со Стендап Македонија кој што го правевме и се викаше Стендап у наше мало и го правевме само у Скопје. Што беше идејата? Идејата беше да одиме у малски кафичи и да настапуваме, усвари идејата мене ми беше да го однесеме стендапот во секој ќош у Скопје. Значи у секој мало да биде стендапот како израз, како перформанс, одблиску да ја запознаеме публиката и настапував од рачунај како ќе му дое од Ченто до Волково. Значи цело Скопје го покривме.
и ресторан Джино беше еден од главните спонзори кој што покрива 50% од ценава, што значи дека на тој начин успеавме да ги направиме тие настанчиња. Така што и ресторан Джино е вечерва со нас, дополнително ќе се уклучи и он со некои други изненадувања, но тоа некој нареден стрим, дечки. Сега, ви објаснив за награднава игра, ви кажав шо како ќе правиме и вечерва за овие на Инстаграм шо касно видоа, значи другари, вечерва ќе ви откријам една, па би рекол тајна е тоа више, тајна на некој начин. За тоа како ја дојдов, како влегов и како станав ице од наше мало пред 20 години, 22 години. Значи, ви ја ветив таа работа и ќе ви ја раскажам. Ама пред да почнеме со таа тема, само сакам да ви кажам дека бркоите кајте се. Да, братче. Јас сум, пази сега. Јас сум одека на Facebook виках бркоите кајте се. Братче, вака сега. Ја ќе пуштам бркови, Илјаш, ја ќе пуштам бркови, брат. Аха, добро. Ви смета музика? Океј, еве, ќе намалам, братче, поби. Знаеш, мене ми е многу убава музика и ја некако така. Еве ги, брат, овие бркови, знаеш што е со овие бркови? Кој ќе ги пуштам ја овие бркови, јас сум, братче, како ти кажам, часовникот од убавицата и дзерот, брат. Сваѓаш? Значи, часовникот од убавицата и дзерот покажува тачно 20 за 5. И ја ги пуштам бркови, сум 20 за 5. Барем еднаш, два пати у денот сум тачен, да. Иначе генерално не сум нетачен сум, генерално сум нетачен, али два пати у денот сум тачен, да. Ми стигаат некои пораки на Инстаграм, другари, не можам да ги видам. Не можам да ги видам, така да пишете у коментар. Сега, како се деси наше мало? Значи, за тие што имаше и луѓе кои што ми пишаа, ја као не сум гледал тоа, вајда помлади, али вика знам што е наше мало и многу ме интересира што ќе раскажеш вечер. Дечки, вага сега, пред да почнам да ви кажам за наше мало, за да стигнеме до наше мало, треба да ви кажам како почнав ја уствари цела прича со глумава. Пишувајте уствари, да, и еве сега Никола Пецов вика дека јас сум му бил омилен лик, тоа е Сице му бил омилен лик, фала ти, братче. Да, пишувајте у коментари кој ви беа омилени ликови, ќе ги читам, ќе ги споминјам. Ако продолжи ова да го правиме како што го правиме, ќе викнам тука некој студио, па ќе се дружиме со некој од нив. Иначе да ви кажам дека едва чекав да се видиме. Добив многу пораки од вас дека као супер си пробавме прочен стрим, сакам па да се дружиме, она така што едва чекав да се видиме. И да ви кажам искрено, со душа го чекав денска, едва чекав да дојде 9 сат да почнеме да се дружиме. Ме сретна у Сити Мол некои луѓе. Поздрав до нив, ги заборев со имињата, па курац. Убаци го Зоки, да, ќе го убаци. Сега, ја почињам, другари, да се бавам со оваа работа, тоа е со глумава или на некој начин со глумава од 9 години. Значи, тоа е многу одамна. Што се деша у Скопје, у тоа време кога ја имам 9 години, има само едно драмско студио, тоа е драмското студио на Македонската радиотелевизија у тоа време. Значи, почињаме со причава за наше мало, официјално, да знаете. И тогаш постои само тоа на МРТВ драмското студио, кое што продуцираше после тоа, нели, имаше и квалитетни продукти, не викам не. Али, у меѓувреме, ќе ги кажам и со име, Татјана Гогоска, уредник, мислам дека беше на детската програма у Македонска радиотелевизија у тоа време, Снежана Коневска Руси, решава и Томе Витанов, че Снежана Коневска Руси е Снежка од, ја знаете, моја генерација сите ја знаат, и Томе Витанов исто го знаете, тој е еден брилјантен актер. Мислам дека беше во МНТ, од МНТ, да. И уредников од Македонска решава да направат свое драмско студио кое што ќе биде пандан, нели, или боле од ова што го направи у МРТВ. И ја идам на аудиција. На аудиција, братче, наредени
како ти кажам, комисија. Сабота беше, добро се сеќавам. Плакатот го видов кај брат ми у Градинка. Идем у Градинка да го земе Маљов и ја гледам Снешка на плакат. На плакат ја гледам Снешка и викам, драмско студио, јас сакам ваму да идам. И идеме ние у драмското студио и сабота у градско собрање, значи у собрање на град Скопје се одржуваше тоа, тука. И наредени комисија, брат, Снежана Којанска-Руси, Татјана Гоговска, Томе Витанов, Васил Пујовски. Значи, пази, Васил Пујовски, кој има напишано за деца, книги, лектири, едно друго, значи многу сериозна работа. И мислам дека имаш уште еден, ама не можам да се сетам кој. Не ми текнува. И дојам ја првата сабота, неки 10 и пол, од 9 до далje беше аудицијава. Дојам ја таму, гледам народ, луѓе, народ, не може да ја митинг. И овие не враќаат. Вика, дечки, не можеме, вика, да гужва е многу, дојте наредна сабота, вика, за наредна сабота има уште 100 души. Шо збориш уште 100, викат наредна сабота. Добро. Чек. Бацеоли? Бацеоли? Не ме слуша. Оба се враќа. Продукција све уживо идеме, знаеш како е. Размовете ми. И сега, што се дешава? Стигаме ние таму, не враќаат нас, вика, гужве, не бива оваа работа, викат, бегајте дома, вика, дојдете наредна сабота. Ја целиот потиштен, викам, добро, идам наредна сабота, се враќаме у 9:00, идеме, стигаме у градско собрание. Ладно беше нешто, така беше јануар, февруар месец. Стигаме у градско собрание, пак народ, фул, не можеш да влезеш, хаос. Добро, стигам ја, влагам унатре и ги гледам, луѓе, лево, а јас колку сум имал 9 години. Ја идам, се спремам и доаѓам таму, настапуjem со женски оркестар. Значи, женски оркестар, тие што значи, збориме се, ја имам 33 години, женски оркестар, таму Игор Џамбазов има 20 години. Толку е тоа далеку, брат. У таа представа, култна представа, значи феноменална представа, женски оркестар ја знаат нашите родители. Значи, имам 33 години, мајка ми и татко ми знаат за што зборам. Значи, нашава генерација, овие што 30 години сега, што се моја генерација, појма немаат за што зборам. Али, ја на касета со женски оркестар. Женски оркестар, брат, наредени цела хихирико екипа, значи, у тоа време, врвни и популарни комедијанти, значи, сите наредени, од Гоце Тодоровски, од, не знам, Ванчо Петрушевски, Јовица Михајловски, Игор Џамбазов, сега да не ги редам сите, 10 души. Чоревски, значи хаос. Ванчо Петрушевски го кажав, Ванчо, Дади, значи сите наредени пепел. И ја идам на аудиција со женски оркестар, пази, а околу мене го слушав, го памтам, дете во Филип се викаше, мислам не беше дете, мислам беше 17-18 години. Филип го памтам дека беше дојден со Шекспир. А ја идам со женски оркестар, брат. А он иде со Шекспир. Да се биде или не, сагеш, со Хамлет иде, брат, значи хаос. Татко ми ме гледа, ја пази, ја у тоа време појма немам, ништо е Шекспир и кој е Хамлет, врска немам. Татко ми го има раскажувано, отпосле неговите впечатоци, дел, сега мешано е ова, дел мој впечатоци, дел негови впечатоци, мешано е. У една прича. И вика, ја ги гледам, вика, сериозни, а вика, ти со женски оркестар, што ќе збориш та, бе, кој ќе те зе, кој ќе те гледа, бе, кој ќе те трпи глупости тамо, ќе те... Нема везе. Застанувам ја пред комисија, глумам 5 лика одеднаш, значи ги имитирам сите, ги имитирам. Овие 5 души вака седат и ме гледаат. Не им е јасно. Роналдиньо. Значи 5 играчи одеднаш, значи 5 глумци, 5 лика, паралелно ги зборам, текстот го зборам, свегаш. Од збор до збор, тачно направена представа, од збор до збор. И ме гледаат вака, ме гледаат. Ја терам, зборам, 2-3 скеча, им кажам, 2-3 фори, 5. Оние знаат, пази, оние знаат женски оркестар. Пази, зборим у тоа време, женски оркестар е хит представа, оние знаат. На телевизии, по кафани, по диско, по кај све не си играла представа. Ика, добро,
добро, вика, окей сега, некој, Васил Пујовски мислам дека беше или не е битно. И вика, застани сега, вика, малце. Ај, вика, ти ова текстов, од кај го знаеш текстов? Колку пати си ја гледал женски оркестар? А ја гледав женски оркестар пред аудиција едно 3-4 пати. Викам, па 2-3 пати, викам, ја гледам, но максимум 4, поема немам. Од 4 пати, вика, ти ова се го запамти. Да, се го запамти. Добро, ај, вика, еве ти сега, и ми дава едно ливче таму, една книга, ај, вика, сега рецитира песнава. Ја рецитирам, ја академија завршив. Рецитирање не е мој фах, брат, како ти кажам. Имам ја колеги што рецитира многу добри, кај мене у класа имаше. Имаше еден колега од Штип кој што многу добро рецитира, стварно профи. Ја, братче, рецитирам, зборам таму, гледа дека не е. Вика, добро, вика, остај песнава, батали. Ке има рангирање. Луѓе, че збориме за драмско студио кој што плаќавме 700 денари чланарина. 700 денари пред 20 години се многу пари. Пред 22 години. 12.000 денари просечна плата тогаш. 12.500 у тоа време. 700 денари за драмско студио. Пари се тоа, не е за ебанци. И пази сега. Плаќаш пари, ти идеш у драмско студио и има ранг листа. Значи може да не те примат. Идеме ние наредна сабота, резултати. Идеме наредна сабота, луѓе, како денес го памтам списокот. 252 деца имаше на списокот. Знаеш се 252? 252. Јас бев втор. Са малце курчења, ма вистина, живи се луѓе, може да потврдам. Втор. Од 252 деца, јас бев втор, а Филип со Хамлет беше прв. Имаше две групи. Примија 340 деца максимум од 250, влегоа 340 од две групи, мала и голема група. Ја тогаш имав 9 години, работев со големата група, значи бев едини од малата група кој што работеше со големата. У големата група, зборам, у големата група се као од 15 до 20 години. У малата група се од 9 до 13 години. Значи ја бев у големата. Тоа е на 9 години. Почиња да работи драмско студио, другари. Драмско студио, ова денеска, што е со драмски студија, сега нема да именувам, нема да кажувам личности кој држи, што држи, нема тука не навлагам, колеги ми се луѓето ги почитувам све. Меѓутоа, тоа драмско студио беше равно на академија. Ја месец дена учев граматика, правопис. Месец дена учевме, значи на 9 години ја граматиката имав у мал прст. Кога отидов пето деление, можев да предавам граматика. Како да ви објаснам? Граматика у драмско студио, луѓето неописменија на 9 години научиш ти граматика. Баш като програма, факултет. Секој месец ни носеа гости, еминентни глумци у тоа време. И кои што и до ден денес се еминентни глумци. Режисери кои што тоа време ги работеа најгледаните ТВ серии, дали беа, не знам, детски серии збориме сега. Например, ни донесоа режисер што ја имаше снимано во Светот на бајките. Култно нешто, и ти го носат тука, и ти месец, и ти тука ти оние копилјаци тука наредени 20 деца, и сега ние на него му поставуваме прашање. Што ќе му поставиш ти прашање? Он раскажува како се прави, што се прави, како се снима све. Ние на него го прашуваме прашање. Пази до каде одеше, колку сака да направи да биде тоа квалитетно и добро. Ова има зашто би го кажувам. Поминуваат 2 години. У тие 2 години, само секунда. Ние отиде Инстаграмот. Само секунда. У тие 2 години се дешава 2 големи ствари. Едната е, правиме новогодишна представа у која што иде во универзална сала
Има 15 изведби. Дали знаеш ти што се 15 изведби? Дали ти е јасно што се 15 изведби во универзална сала? Дете од 10 години да настапува во универзална сала пред 1500 души. Мислам дека тоа е големо искуство. До ден денес ги памтам каква трема имав пред да почне представата, братче. 1500 деца да имаш ти унатре, со се родители, со се учителки, со се... И најаката трема ми беше татко ми кога ќе доеш. Александар Николовски каже му на батесаше дека ни рикна телефонот за на Инстаграм, така што би било добро да ми донесете некој телефон. Да, батеријава била добра, ама изгледа не била добра, брат. И баре техничка поддршка. Само секунда. Смешно има на дечките. Смешно има, брат. Менја продукција, не се заебава, ќе ги менјам, брат, дефинитивно. Смешно има. Еве. Влагам од друг телефон и продолжуваме со лајвот. Ево, новиот телефон. И продолжуваме со лајвчето. Одма, само секунда, овие од Инстаграм нема смисла. Еве сме. Лау, само секунда. Готово, ајде, сега. Вас ако ве чекам, завршивме работа. Се смеете си играте. Па е, си бидна, како не. Држи. Ево го, добре. А? Добре, ево го. Инстаграм, дали добро се слушаме, кажете ми сега. Само секунда, дечки, ја се извинувам. Ниједна продукција не ја пиваш. Тоа е, виш момата. Инстаграм, дали се слушаме добро, кажете ми. Знам дека музичето поставува се слуша на Инстаграм од овој телефон, но да сме живи и здрави. У принцип, многу добра слика имавме на овој, ама е беше момата. Океј, добро. Е сега, што се дешава? Тераме даје. После 2 години доаѓа една екипа, веќе тука почињаме коментари ви се добри. Пукате, абе, види, ние сме сеирчески народ, е беше матерца. Ние ако не си направиме сеир, кој ќе ни направи сеир, така? И сега, доаѓаме до причава до наша мал. Доаѓаат двајца дечки у студио. Значи 2 години, јас сум у драмско студио, више имам 11 години. И доаѓаат двајца дечки со камера. Океј? И доаѓаат и се еден по еден тамо не тураат тоа у собава кај што не снима. Чекам ја ред. И до ден денес го памтам. Муња беше. Муња, нема да го кажам по име сега. Муња, си знае он кој е, сигурно гледа. Пошто спомнав наше мало, они се наредени се сигурно пратат што ќе кажам сега и када не треста нешто. Муња беше, го памтам. И као пред камера идејата беше као да бидеме слободни, разбираш, као дали дечкиве се слободни, едно друго кој дете е послободно. Значи, бара само од големата група, памтам дека бара од големата група. Мене специјално ме викна од малава група. И не кажа кој се погрижи да изгледаш вака, па брат, јас сам се погрижи да изгледам вака. Мислам дека добро изгледам. Не лепота, Господ се погрижи за оваа суха лепота, а за другото, брат, тоа е тоа. Джемперов ми е тој, еден ми е, си го носам, жена ми кој сака да го испере, да е жива и здрава, тогаш. И застанувам ја пред камера и овие дечки ми викаат, знаеш некој виц? Другари. Па јас само вицови знам, бе, брат. Како да ти кажам, бе? Јас само вицови знам. И кажувам ја, вицови терам
едно 5-6 вице им кажувам, овие пајат од смеење, нема врска. И вика, добро, окей, све у реду, запишаа тамо бројчиња, мојчиња, не е битно. Бројчиња тогаш фиксни беа тие. Немаше 0-2, немаше ништо. 4-3-6-5-7-6, вози Мишко. И запишаа бројчиња, се отидовме ние дома. Кога после 3-4 дена звони телефонот, се јавува татко ми и ми вика, Боки, од утре натаму си вика на аудиција за серијата Наше мало. 11 години. Ја, луѓе, у тој момент појма немам што е Наше мало, никој појма нема, не знаеме тоа колку е големо, не знаеме што све се дешава, не знаеме дека тоа е милионска продукција, не знаеме дека тука има од сите могучи страни, значи влезени копродукции, продуценти, врвни професионалци од Америка, од Лондон, од Мончи, хаос. Врска немам ја, ништо појма немам. Дете ко дете. Дете ко дете. Идам на аудиција. Аудицијата, пазете сега. Аудицијата трае 15 дена. Знаете што е 15 дена аудиција? Овие што завршиле на еден приватен факултет за глума, појма нема. Пошто таму е плати па клати, така. Ние што сме завршиле на факултет за драмски уметности, знаеме што е приемен испит. Ја више еден приемен испит поминав во животот на 11 години, брат. Така што приемниот испит на факултет ми беше као, да ти кажам, као реприза, веќе видено. Веќе со едно такво искуство влегов. 15 дена, братче. Секој ден одевме у простории, тие беа тогаш простории на ФСМ, Фудбалски сојуз на Македонија. Пред некој ден поминав од тамо, тоа е, знаете каде, тоа е у центарот, строг центар на Скопје, сега кај што е зградава на Унибанка, на Капитал, тука тие што се Капитал банка, тука се наредени сите. И тука од позади кај шведска амбасада, тука каже шведска амбасада, во уличето има едни врат, не знам дали тоа уште на ФФМ, дали имаше ФФМ, пишуваше нешто, не знам дали ги користат тие простории, но тука тие простории ќе ги памтам за цел живот, пошто ми го сменија животот за 200%. Значи сакам и ова да го знаете, ја не станав глумец заради Наше мало. За разлика од добар дел од дечки кои што влегоа у Наше мало па станаа глумци. Ја веќе идев у драмско студио 2 години и веќе знаев дека сакам да бидам глумец. Тука има огромна разлика. И сега, стигаме ние тамо горе. Имаше 15 деца. За секоја улога имаше 15 деца. Првиот ден. Значи, пример, и сите беа по националност. Например, сега за Бени беа 15 албанци. За Атиџе, мислам дека беше првата, да, Атиџе беше, за Атиџе имаше 15 ромки. За, не знам, Джејан имаше... Некои од нив веќе беа скоро избрани, да речам, некои од нив и нема за сите 15, секако добро се сетам, некои имаше по 4 по 5, но добар дел од нас игравме се боревме по 15 души за една улога. И секој ден испаѓаше по едно дете. Секој ден. Че дојдеш денеска и а ти појма немаш дека е елиминација, не ти е јасно. Дете си. Дојдеш тамо, влагаш, внатре тераш, по 7-8 сата трае аудициите. Луѓе, тоа беше хаос. И тераш ти 7-8 сата, профи, значи, сите салтанати, аудиција, брат. Бродвеј. И тераш ти утре доаѓате пак тамо, некој фали. Од сите улоги, тие 6-7 што бевме главни, по некој фали, ама не те јасно многу деца се, за ти не знаеш кој фали, кој фалеше вчера, кој беше тука, кој ово, кој она. И памтам дека имаше тие што го правеа кастингот, беа двајца режисери, келави беа двајца, тоа го памтам. Пази, кога си дете, не ги врзуваш ти работите као сеа. Пази, јас ви кажувам, ви ги раскажувам овие работи што сум ги гледал како дете, значи со тие спомени одам. Ги памтам, двајцата беа келави и од она што ми го кажа тогаш дека двајцата биле завршени нешто у Лондон, у Англија, дека таму завршиле некоја академија за режија, за кастинг, за нешто. У тој стил, значи збориме као школа, ги бирале да бидат баш квалитетни и школовани.
и да го терат кастингот како што они си имаат стандарди тамо од каде што и доаѓа парите доаѓа од тие земји, Америка, Холандија, Британија, така што Шведска, така што таму нема заебанци брат како овде. И само да видам тука да не заборавам нешто. Еве ги. И тераме едно 2 недели, полека испаѓаат. И сега ќе ви кажам нешто, една пикантна информација. Нормално нема да кажам, видите, сега ќе ви кажам многу работи, но не можам да ви ги кажам имињата и презимињата на дел од овие ствари што ќе ви ги раскажам, затоа што луѓето се уште тука, работат, живи се, создаваат, креираат, творат, одржаваат. Не сакам да, нели, да се осетат повикани или нешто. Така што ќе ви вака со малце со унаводници ќе идеме. Значи, кога ќе добро сега кога ќе се сетам за еден од после тоа он ја оправда таа доверба, за еден од омилените ликови на публиката, имаше врски, тоа сум сигурен, врски. Ќе зборам татко му во, како ти кажам, у телевизија, у ова, у она, со тие луѓе се знае, се ова, се она, али се покажа детето како максимално талентирано, се покажа феноменално и апсолутно ги оправда сите очекувања. Што ќе кажеш, што ќе видиш од друга страна, па може и татко му го гурал, пошто сметал дека детето е талентирано. И тука нема грев. Кога детето е талентирано, брат, нема грев да го гураш. Нема да го гураш кога е труп. И не го запишуј на приватен факултет за глума, ако не го примат на државен. Тоа ми го има кажано Раде Шербеџија, ќе ви го кажам и тоа. Ќе стигнеме и до тој момент. И меѓу другото, она што ви го кажа во сторито на Инстаграм и во постот на Фейсбук е дека ја не конкурирав за Ице од наше мало, другари. Ице од наше мало не постоеше. И има луѓе кои што тоа можат сега да го потврдат веднаш, денес. Не постоеше Ице. Ја конкурирав за улогата на Диме. Ова е таа информација што ја чекате сите. Ја конкурирав за улогата на Диме, другари. Ице не постоеше у серијата. И ако добро погледнете сега, денес, додиш на YouTube, или некаде ако имаш можност, да ја најдеш само првата сезона, и да видиш колку го има Ице у серијата, ти ќе сватиш дека јас сум стаен у 4-5 епизоди од 10, тук таму. Значи сум као натурен, као сегаш го земале, вака и го туриле тука, ево. Зашто? У принцип, Диме, после тоа, но добро е, пази, и на крај добро е што испадна така како што испадна, на крај се нареди. Значи Господ кога сака да ги нареди работите, ќе ги нареди. На крајот, ја одев 2 недели на аудиција, 2 недели. Дамјан што го играше Диме, ја не се сеќавам дека одеше 2 недели на аудиција. Значи, ја на тоа дете во тој момент не можам да се сетам. Еве сега пробувам, веќе неколку дена пробувам да се сетам, ја Дамјан не го видов тие 15 дена. Дамјан улета, односно Диме што го играше после тоа, улета у последните 2-3 дена. И он стана Диме. Пред да стане он Диме, нас не собира, сега ќе го кажам по име и по презиме, Мони Дамевски, кој што има одлични конекции со Америка, имаше доста, сега не знам како стои на таа тема, но долги години работеше таму и екзистираше, зборам, у филмскава индустрија таму. И Мони Дамевски не собра у едно кујниче, како денес го памтам тоа едно кујниче таму, тоа кај што беше аудицијата, тепихот го памтам. Значи теписонот го памтам, каков беше таков со некои цветчиња, некои такви црвено, бел, жут, нешто таков прљав. Тепихот го памтам. Значи до толку ми е врежен моментов. И стојам ја како дете мало и го гледам вака го гледам. Деца. И го гледаш вака, брат. И Мони Дамевски ни го кажува следново. Значи збориме
Веќе сме избрани. Тие што ги видовте на телевизија, беа у таа кујна. Тие 6-7 деца што ги гледавте на телевизија, сите бевме у таа кујна. Не се сеќавам дека и Диме беше тука, не можам да се сетам. Не ме фаќате за збор, но мислам дека не беше. И Мони Дамевски на нас не вика вака. Деца, вие не вика како рече, вика не знам како да ви објаснам колку голем процес беше изборот ваш. Значи ние поминавме илјадници деца, значи по школи, основни школи се одело и се сликало деца, се снимало деца, значи илјадници, не стотици, илјадници. И вика ние немаме двојба, значи немаме сумља дека овие 6-7 деца што сте овде, сте едни од најталентираните деца во моментов во Македонија, се збориме, пред 22 години. Значи немаме сумља од тоа. И не пуште да си одиме дома. Сега, овој дел не пушта да си одиме дома, сега ти знаеш дека, брат, избран си. Така. Супер, се радуваш, идеш дома, среќен. Идеш дома. И сега, од овој следниот дел што ќе ви го раскажам, јас сум заштитен од татко ми. Татко ми не ми го раскажал, не ми го кажал тогаш, ми го има раскажано подосна. Но во моментот кога се дешава цела оваа драма, ја појма неам. Што се дешава у позадина. Тоа све зоки, татко. У меѓувреме се убацува Диме Дамјан и он влага место мене улогата на Диме. И татко ми мене ми вика, отпосле кога ми раскажува целава прича, ја појма неам. Како вика сега ја да отидам на тоа моје дете дома, кој што знае дека треба биде тој у серијава, треба тера. Како вика сега на моја дете да му кажам дека испаѓа од игра. И тогаш на тој начин Ице како лик у меѓувреме се вметнува у целава прича и станува дел од наше мало. Пак ќе кажам сега, дел од овие ствари може да не се точни, дел ми се многу далеку како спомени, дел ми се прераскажани, од луѓе кои што биле внатре у причава, значи не зборам само татко ми, туку и други луѓе, кои што подоцна ми ги имаат отворено некои работи, но у принцип сум морал да се изборам за своето место, јас тоа не сум го знаел. Ја влегов, почнав да ја работам серијата, почнав да ја снимам, без да знам дека ја уствари треба да се изборам за своето место у серијава. Така јас тоа го доживувам денеска. Сега, пак ќе кажам, не мора да значи дека така било. Можеби они секако планирале да ме убацат на некое друго место, можеби се десили некои турбуленции, не знам што се десило. Битно е дека јас знам дека Ице како лик не постои, тоа како факт можам да го кажам, затоа што така ми и мене кажано, дека не сум бил јас за Диме. Не сум бил јас за Ице, сум бил за Диме. На крајот, третата сезона од наше мало, значи не првата поминува, снимаме втората, доаѓаме до третата сезона, се дешава војната во 2001 година и Диме, односно Дамјан заминува, мислам дека во Франција да живее таму со неговите, баш таа година, а ние снимаме. Летат авиони, хеликоптери, се пука, се озо, ние снимаме, тераме. И таа трета сезона, према ликот Ице, према мене, е исправена таа, да речам сега некој начин, неправда, и сите епизоди на Диме, кои што требаше да ги игра Диме, бидејќи замина,
ги преадаптира и ми ги дадоа на мене. Значи јас имав пак 3, 4, 5 епизоди, не е битно. Но они ги преадаптира за Ице и Ице во третата сезона, ако добро изанализирате, ќе видите дека јас сум практично сите епизоди. Мислам дека само една епизода ме нема. Но на крајот од денот, или на крајот од серијава, или на крајот од после 22 години, можам да ви кажам дека она што еден од продуцентите, му го памтам името, Ричард се викаше, на татко ми му кажал вака, сега немам пепелјара да пушам, не пушам, вака ова ќе го земам, као пепелјара замислете го, дека да има нели она за цигари, такви. И као татко ми нешто не се слагал, као, ама чекайте, зашто сега детево вака, нормално, те боли, ме свегаш. Шо, како, зошто? И ој вака му ика. Као демек зашто да биде на страна, па сега он идеше 2 недели, па сега како да му објаснам, пона. Демек да си биде за таа улога за која што си бил, ме свегаш. И сон му вика вака. И кога гледаш и пепелјара, ова замисли дека е круг, сега ова е круг, стварно. Вика вака. Ова вика врти овде. Околу кругот вика вртат луѓе, као вика круг на животот, замисли го. И овде вика вртат вика милиони околу кругов. И сакаат да влезат внатре у кругов, у центарот. И вика, тој круг се отвара еднаш. Малце. И само тие што се тука и што ќе влезат, се среќни, што ќе влезат, им се пружа шанса да бидат во центарот на кругот. Им се пружа шанса да бидат во центар на внимание и да успеат. Вика, ти така гледај го. Овде се отвара кругчето, син ти влегол, дај му шанса на детево, нека се докаже. Влегол. Еве го влегол. Не е битно, вака или така или онака, влегол. Многу паметно, брат. Така што, сега, пак ќе речам, све ова е со резерва, затоа што ова се дел ствари што се стари 20 години, дел се и она умагла, дел ми се раскажани, значи. Дел се од татко ми раскажани, дел се од некои од продуцентите раскажани, дел се од некои кои што тогаш работеа на проектот ми се раскажани, но јас пробав еднаш да ја отворам таа тема со еден човек што многу го сакам, нема се да го спомнам јавно, и кој што многу го сака наше мало и наше мало му у срцето. И веројатно сум бил тогаш премногу млад и премногу директен или премногу, како да кажам, сум немал доволно искуство на таа работа, на таа тема. А и у тоа време, знаете како, кога ќе помине поише време, со друга дистанца ги гледаш работите, со друго животно искуство ги гледаш стварите. И мене тоа у принцип долго време ми стоеше така тука, као сакав да си го кажам, као сакав да се искарам на темата, као пазете, успеа серијата, сите успеавме, направивме стварно бум во Македонија, бевме, како да ги кажам, ќе ви раскажам и за една дешавка колку бевме популарни, не знам како да ви објаснам, тоа беше хаос, ќе ви раскажам и таква една работа, ситуација. Без разлика на се, ние многу се сакавме, многу се почитувавме внатре и со продуцентите, и меѓу децава меѓу нас имаше стварно многу силна дружба, многу беше, све беше убаво. И пробав еднаш да отворам таа тема со него, со човеков што без кој што мислам дека наше мало никад не може да биде наше мало, и единствениот човек кој што и ден денес се грижи да, ако ќе има нешто да не собере и да се дружиме, и голем поздрав до него, знае се он точно за кого зборам. И пробав еднаш да отворам таа тема, ама као изгледа несмасно ја отворив и мислам дека ми негираше дека тоа така било. Така што не знам, едно прашање ќе поставиме вака. Ако сакате да ја издебатираме таа тема и да отвориме некои други, сигурно има многу интересни ствари јас за кои што појма немам, кои што се дешавале у позадина, за кои што ниту еден од нас појма нема, зборам и од децава што бевме унутре у процесот. Мал милион случаи што се имаат исподесено и да ги раскажеме овдека, може во некој друг формат, ќе видиме дали ќе биде вака
или ќе се префрлиме на некоја платформа и ќе тераме таму. Така да, у принцип, на крајот од денот драго ми е што така испадна како што испадна, затоа што сепак Ице си го доби своето место меѓу публиката. Таа трета сезона Мартин Деј, ќе го поздравам, продуцентот од Лондон, кој што мислам дека беше запознаен со таа тема, со таа работа околу епизодиве. И мислам дека има тука извршено влијание да ми се да не се распределат, туку да ми се вратат тие епизоди на мене, што на времето нели кој сум требал да бидам тој што за таа улога за која што сум бил. Така што ете другари, отприлика околу наше мало тоа би било тоа. Се надам дека ви беше интересно. Еве, ме прашуваат дали контактираме со вака да ви кажам, значи Бени, Мали, Даре се дипломирани глумци. Бени знам дека е вработен во албански театар. Мали мислам дека не е. Мали и Даре немам појма. Даре знам дека не е вработен во театар. За Мали не сум сигурен. Немам појма. Да. Другари, отприлика јас толку мога да ви раскажам за наше мало. Зборам сега за ова темава конкретно што отворив за дешавка околу Ице и така натаму и Диме и тие ствари. Сега, третата сезона, кога добив има една интересна ситуација, се ме подсетија со големи и мали. Има еден куриозитет. Третата сезона од наше мало, јас имам убедливо сум во скоро сите епизоди, од не знам, во 9 од 10 епизоди. И ти ги собери ги еднаш и направите лайв. Братче, тоа би било феноменално. Тоа би било феноменално да ги собереме сите на едно место да направиме лайв, тоа ќе биде јако. И во иста сезона ми се гаѓа да ги работам и наше мало и големи и мали. Во иста сезона. Значи од сабајле од 6 сати идам работам, снимам наше мало до 2 и пол, 3 и у 3 сат, тоа у пролече, тие што со Скопје знаат пролече, и од тука у комбе, у кола до Хром, у Хром се пресоблакаме одма и да се враќаме 50 години наназад, нели така беше тоа, као минато време беше серијата. Као се враќаме у Југославијата и тераме со Чичко Милан да ни ја дупне топката. И сега што е најако, тоа на времето ми изгледаше као луѓе, као да кажам, многу далеко бе у пичко мати. Многу далеко. Ја у аеродром до Хром. Ново лисиче Хром, брат, то чартер. Сам авион не те вади. Дете, далеко ти. И сега јас живеам у Хром, братче. И Малиов го шетам пред некои 2-3 месеца, го шетам таму кај што игравме ние со топкава фудбалов со Чичко Милан, со децава, и го гледам Малиов со топкава на истото место, истото игралиште тука кај што ни ја дупеше топката Чичко Милан, кај судијата тука доле тие прозорчиња да ги гледам, ми се враќаат флешови луѓе, вака флешови, слики ми се враќаат. Нема бољи сендвичи од салама и кашкавал со 4 лепче од МРТВ на времето, брат. Тој флеш ми се врати. Значи, мртов гладен си, ти носи сув леп со кашкавалче, онака кашкавалче, ама тоа не е кашкавалче, тоа, брат, да земеш да те удри по глава, има те утепа на лице место, брат, ладно оружје. И саламче. Профи. Нема посладко нешто, брат. И кога кола имаше, сега реално, кога кола си правиме мувет имаше, си се напиеш сокче да омекне мацава, да омекне, леле, брат, немало боља ствар. Немаше боља ствар од тие сендвичи. Океј, другари, ја ви ветив саат време, уште 5 минути сме и саат време, сега ќе читам малце од овие вашиве коментари, полека ќе се гасиме. Не за друго, излазот ми е до 10:30 денес. Обично ми е до 10, ама ради лајвов денеска и не сем да пијам дома, само тука можам со вас да пијам. А ова го испив додека жена ми беше у странство од 3-4 дена. Да. Океј. Немам бе. Чекай да имам. Боемот. Поздрав, братче, фала ти. На Инстаграм Боемот, кој не го следи одма фолоу. Дечкото е, како ви кажам,
Дечкото е апологет на младите у Македонија. Не знам како да ги обяснам. Значи неговите текстови се овие што се на Facebook не го знаат, се маца на Инстаграм. Значи овие што се на Инстаграм одма кај бојемо да си отворите да видите какви текстови има дечкото. Значи како да ви кажам, мислам све е кажано. Нема врска што сме другарчиња. Тоа нема врска. Нема никаква врска. За крај, што го е пред да си идеш дома, малце да замезиме. Едно круасанче бусто. У принцип, круасани и ликерче иде. Вика вака се Анастасија, ја би сакала да се продолжи наше мало, има што да гледат маливе деца. Као што ние ве гледавме вас. Да ви раскажам прича, ме потсети со маливе деца. Дечки, значи, што се дешава? Не можам да ви опишам колку бевме популарни. Значи, ќе пробам да ви доловам се. Значи, вака. Идам да го земам брат ми од школа. Ја идам да го земам брат ми од школа. Брат ми е 4 години помал од мене, 3,5 години, али школски 4. И јас сум да речеме некое 7 оделение. 7 оделение више трета сезона наше мало, врвот, значи удара јако наше мало, више третата сезона беше најгледана, убедливо најгледана сезона од наше мало, не дека ја имав највише епизоди, него беше најгледана епизода, реално се правиме овој, што е факт. Иначе, наше мало беше популарна, сега ќе ви кажам еден податок многу точен, 75% од луѓето во Македонија тогаш има гледано минимум една сезона од наше мало. Значи сезона цела. Сезона. 75%. А 95% од луѓето во Македонија има гледано барем една епизода од наше мало. Знаете ли што е тоа, бе, луѓе? Тоа не постои денес. Не постои. Некој ќе ми рече, добро, не знам сега, пример лупам, преспав. Не. Делумно, затоа што телевизијата има изгубено генерално моќта. Сега е поише на YouTube. Префренал, мислам, збориме сега ние што сме помлади, YouTube сме, така, YouTube, Facebook, Instagram, интернет. Не сме баш на телевизија. Али умовето ми е 75% од народот во Македонија не беа иселени тогаш, луѓето тука беа. Има гледано минимум една сезона цела, а 95% имале гледано минимум една епизода. Значи, како да ви објаснам? И се идам ја брат ми да го земам од школа. Влагам Браќа Рибар, сега е Димитар Миладинов, тоа време беше Браќа Рибар. И се идам ја да го земам брат и влагам у школа. Он е на, мислам, приземје први, втори. На втори. Влагам. Филмска сцена. Значи ова, не претерувам. Ова е филмска сцена. Влагам и се качувам по скали. Како се качувам по скали? Јас само позади мене слушам, значи тивко како на филм, луѓе, режи, како да е некој да го, како некој позади мене режира. Другари, како да ме режира. Следете го дечко, али полека. Да не сметаме на тонов, следете го. Идам ја, брат, се качувам на први, се качувам полека на втори и меѓу први и втори се вртам, позади мене, брат, како ја се вртам, како ја застанувам, така, река од деца, река, огромна река од деца. И застануваат и они, тапсите застануваат. И гледам, и они ме гледаат, 300 деца, појма немам, фу! Идам нагоре и они да по мене. И тука на втори спрат тропам ја кај брат ми на
на врата, они час имаат. Тропам ја на врата, отварам, како отварам, викам, добар ден, наставнички, се извинувам, Огнен Велевски. Луѓе, деца вако, земаат да вриштат, да пиштат. Како, не знам како да ви објаснам, значи, не можам слика, не знам како да ви кажам. Хаос. Хаос. После тоа не можевме сад време да излезам од школа. И више никад не минев да го земам брат ми од школа, нормално. Еве, пази ја. Ќе ви раскажам уште една прича и ќе завршиме. Пази ја. Еве го. Ain't no sunshine when she's gone. La. Хаос, брат. Хаос. Сега. Влагам у Макдоналдс. Со Бени. Знаеш ли која е таа комбинација? Бени беше убедливо. Мислам дека беше најпопуларен од нас. Кога ни стига писма, ни стига луѓе. Знаете ли што се дешавало? У Search for Common Ground беше невладината организација кај што се збиравме. Писма, луѓе, па сега не знам како да ви објаснам. Тука, како да ви кажам, тоа е една соба, не знам, 20 квадрата, да ја напуниш до горе. 30 квадрата. До горе да ја напуниш. Значи да влезеш ваки, да, кога ќе отвориш вратата, писма да искачаат. Не знам како да ви објаснам. Немаше тогаш ова, фейсбуци, ништо немаш. Интернет немаш, не па друго. И писма која стига, Бени имаш убедливо најмногу писма. Убедливо. И ја бев меѓу задните, брат. Ама пази сега. Тоа беа писма као симпатија си ми, као ова, као она. Така што он имаше убедливо најмногу писма, брат. Не можам да се сетам другиве како стоја со писма, стварно не се сеќавам, останато ми е у глава дека он беше брат хаос. Значи дури пробувавме нешто као едно време да враќаме и као беше у стилу брат дај еве ти до 10 комада врати новие. Пиши и Бени тамо враќај. Имам земено ја, ама не ги вратив. Не вратив, не. И беше незгодно. Враќаше, он стварно враќаше на писма враќаше. Друга ситуација у Макдоналдс. Идеме у тоа време да гостуваме ја и Бени на Skynet. Skynet у тоа време беше пака фина телевизија беше. Гледано у тоа време. Идеме да гостуваме на Skynet. Skynet у тоа време над Макдоналдс туку таа зградата. Големата зграда на Макдоналдс. И порано стигнавме, што ќе правиме, како ќе правиме. Влеговме унатре. Ладно, камен беше ладно. Луѓе. Застана Макдоналдс со работа. Че застана. Ние влеговме. Слушаш галама, стој. Од касиерки, од кујна, од муј, значи као времето да застана. Вака, примерно вака стои. И стои. Сите стојат. И само ја се гледаме вака, брат. Се гледаме вака. И каме, ова не е добра идеја. Да, брат, не е добра идеја. И да си одим. Да, брат, да си одим. И си отидовме. Пред да трнат на нас, брат, си отидовме. Значи, тоа беше каде јуриш. Пред да трнат на нас си отидовме. Јако. А ја, пази. Ја у тоа време, и до ден денес, ја у тоа време, цело време се возам со автобус. Цело време. На школа идем со автобус. Што ме? Не можам да ви опишам.
Се во автобусот са бајле повозрасни луѓе, знаеш, на работа идат. Али и уште една работа ќе ви кажам. Кога одеа епизодите на телевизија, јас не можев да ги гледам. Тоа е еден, како да ви кажам, тоа е една ситуација. Чуден феномен е тоа. Јас немам гледано на телевизија ни една епизода у која што сум бил. Немав сила и храброст да се гледам на телевизија. Немав храброст да се гледам. И беше страв. Имаше една епизода кај што бевме девојчиња. И беше многу јако, пошто ја учев 11 октомври, а 11 октомври на 20 метрот кај што се снима Наша мало, брат. И кога не снимав денеска не сум на снимање, не идам, ама идам у школа. И поминувам ја од сет, они тука се спремаат, местат 100 души на сет. Луѓе, не беше за ебанција тоа. 100 души се местат за снимање. Са бајле 7 саат, 15 за 7. Стигам ја у школу 7, 100 души има у пролече тука на тоа плоштачето кај кошот, 100 души местат, камери, мамери, тревата која мести ја кастри, кој ги фарба клупите, кој ова, кој она, све да биде како што било вчера. И учам у 11 октомври. И идеше една епизода кај што бевме девојчиња. Ја, Бени и Диме бевме девојчиња. Значи, у школа децава се соживува со дешавкиве што беа на Наше мало. И сега ти денеска, синоќа си бил наеден идеше таа година, ајден брат. Како ти кажам, гледаност 100%, нема таму 15%, 20%, 100%. Идеш ти наеден, утрето ден, женско, цела Македонија те гледа у женско. Луѓе, ми било страв да се појавам у школа. Ја памтам вечерта, врежана ми у меморија овде. Памтам дека седев у соба и татко ми и мајка ми ме викаа цело време, као ајде дојди да ја гледаш епизодава, да ја цело време размишлјав како ќе идев, како ќе идам утре на школа у пичку, ман. Како ќе идам на школа? У принцип не ме реметеа, ме поштуваа многу, али за тие некои работи имаше заебанци, као, девојчиња вчера те гледавме, ова, она. Не ме ремета, ја увек враќам, брат. Од увек сум бил таков, да вратам. Океј, другари. Денеска според ова бројкиве што ги гледам тука нон-стоп, бевме барем едно 150-200 души повеќе од прошлиот пат нон-стоп. Така што ви благодарам што сте тука вечера со мене. Ја Антиков го мавнав, нема више. Ево, официјално I'm out. Нема, брат. Од 26 ми е пијачка. Нема. Од 25. Сам си ја пија. Сакам да ви се заблагодарам што бевте тука. Сакам да ви кажам дека од наредна недела овдека у продукција размишљаме за некои нови работи, ќе ви раскажам све во текот на Facebook, на Instagram во овие неколку дена. Ќе ви раскажам што, како, зошто. У принцип, мене овие дружби со вас ми се многу интересни. Сакам понатаму да предложиме да се дружиме. У кој формат ќе се дружиме понатаму не зависи само од мене. Зависи од тоа што ќе се договориме овде. Така да не ме најавувам ништо. Само сакам да ви кажам дека размишljаме у кој правец да тераме, бидејќи ве има доста, а мене тоа ми значи и сакам да ви биде што е можно по-профи направено, што е можно по-болje и што е можно по-убаво да се осеќате додека се дружиме. Така. Фала ви многу што бевте вечера со мене. Се гледаме пак у некоја наредна сабота. Вајде, јас сакам да е сабота. Сабота е добар ден, сите сме дома утре дента, така да и тие што се на работа и што можат да пратат Facebook, што се втора, трета смена, им правиме занимација у сабота, така. Дечки, ви посакувам се најубаво и се гледаме во некоја наредна прилика. Чао!